надевам дека добро појадувавте и добро се одморивте, синојке. И дека сте подготвени за денешниот час. Им се обраќам посебно на првачињата и на вторачињата, бидејќи она што денеска ќе го учиме е за нив. Можат и другите да слушнат. Не е проблем, нели? И јас мислам, проблем е? Не, слободно. Така. Денеска имам една детективска работа. Детективска работа. Јас сум задолжен за Да. детективски случаи. Имам еден ученик кој што често пати греши кога зборува. Така? И сега решив и со другите деца да го споделам неговиот проблем, затоа што мислам дека треба да го решиме детективски. Јас сум подготвен за решавање на проблеми. Така е. Значи, може, тоа дете ми кажа неколку реченици, кои што јас не можам да ги откријам. Некако не ги разбирам баш најубаво. Дали можеш да ми помогнеш? Па се надевам дека можам, сигурно дека можам. Добро. Еве да видиме. Детето се вика Марко и Марко ми вика, наставничке, јас направив една реченица и реченицата гласи вака: млеко ема, малата пие. Млеко е, па тоа е малку нејасно, учителке. Значи, како правилно треба да ги кажеме реченициве? Да, Марко. Млеко ема, малата пие. Само малку. Ми треба време да размислам. Тоа Да, мислам дека случајот е решен. Мојот Малата инстинкт ема кажува пие млеко. малата ема пие млеко. Така, малата ема пие млеко. Што го има одговорот, јас ќе седам вака. Одлично. Идеме втората реченица. Добра. Кучето го шета Дарко. Кучето го шета А Дарко. не може кучето да го куче да шета. Кучето го шета дете. Дарко. Јас се мислев. Зошто не може? Дарко Па го кучето? шета кучето, така? Па, Да? кучето го шета Дарко. Дали може така? Да, Дарко Дарко го го шета А кучето. Дарко Да. го шета кучето, така, Дарко Повторно го шета решив и кучето. овој случај. Така. Одиме понатаму. И уште една реченица, многу беше збунувачка. Јаболко вчера јадев. Јас ја разбирам, ама нешто не е во ред со реченицата. Јаболко вчера јадев. Да. Вчера Како треба да биде? јадев Вчера јаболко. Молам, Лина? Вчера јадев јаболко. Вчера јадев јаболко, браво Лина. Така треба. Така треба, да. Да. Така е. И овој така. случај јас го решив, само оставив ти да го решиш. Така, Да. драги дечиња, бидејќи вие сте прво оделение и се уште не знаете убаво да читате, за вас може би читањето ќе биде најубаво преку сликички, преку сликовниците во кое што вие најубаво ќе го развиете вашиот говор. Меѓутоа, овдека, иако имаше зборови, јас морам да напоменам дека треба правилно да ги кажувате речениците. Значи, секоја реченица треба да биде убаво искажана мисла. Да. Така е, нели? Да. Што имаме Вие кога следно? пишувате од доопачки, Не, детективите може да пишуваат на различни начини. На различни Значи, јас начини? можам да пишувам со лева рака, со десна рака. Некогаш забележувам работи, запишувам на мојата детективска машина за Детективите чукање. се исклучително паметни, тие знаат да пишуваат уште на 2 години, особено нашиот детектив Цветко. така. Што друго имаме, учителке? Имаме, рековме ќе читаме. Да. Ти деска ќе читаме, бидејќи сме малецки, ние не знаеме да читаме букви. Знаеме, некои од вас знаат да читаат букви, морам да ве пофалам, на вистина добро учевте. Меѓутоа, убаво и течно не знаеме да читаме. И затоа јас ќе ви покажам сликички. Овдека имам Риба, риба. совче, На оваа слика имам аквариум, аквариум. Така. Сега, како јас да составам реченица од овие две сликички? па да речеме рибата живее во аквариум. Може и така, меѓутоа, еве ја третата реченица. Рибата е во аквариумот. Така, да видиме и другата реченица. Имам повеќе, 3 реченички имам поготвено за вас. Знаеме дека дека речениците се составени од помали делови зборови. Значи секоја сликичка е едно зборче. Ние имаме задача од зборчињата да составиме реченици. И имаме една птица, имаме еден Кафе. се извинувам,
кафес. Така. И како ќе биде реченицата? Птицата не треба да живее во кафес. Точно и тоа е вистина. Меѓутоа ние треба да составиме правилна, а тоа е птицата е во кафезот. Така. Наставничке, морам да ве прекинам. Повелете. Туку што ми стигна едно интересно прашање. Значи, детективу Антонија прашува дали може да истражите од што се плаши короната. Што вели вашиот детективски инстинкт? Јас знам од што се плаши короната. И јас знам. Прашањето е до мене. Јас ќе одговорам, може да јас сум помогнам? детектив. Короната се плаши од 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 сапун, сапун. од чисти раце. да, од чисти раце, од хигиена, се Да. плаши од проветрени простории. Така. Од Се што плаши друго? и од празни улици, кога нема луѓе на улиците, кога нема луѓе по кафетериите, по парковите, кога нема луѓе, кога е празна, короната бега. Така е, Нема така каде е. да се залепи. Да, ама највеќе се плаши од чисти раце. Од чисти Највеќе раце. се плаши од измиени раце. А јас Одлично. сакам уште, може уште И реченица? имам уште една Ајде. реченица. Продолжете, наставничке. Имам една. Што имам? Вазна, Вазна. Така. Така. Имам едно цвеќе, цвеќе. Да. И сега, ако имам вазна и цвеќе, како треба да ми биде реченицата? цвеќето е во вазната. Цвеќето е во вазната. Така. Дали сега можеме да прочитаме? Имаме, значи, вазна, цвеќе и цвеќето е во вазната. Драги деца, јас за вас подготвив и уште некои реченици, односно зборчиња од кои што ќе треба да направиме реченици. Се надевам дека внимателно ќе ме слушате и внимателно ќе ги составите речениците. Еве тука ми се подготвени. Аха. Место сликички, вака што ви ги покажував, имам овакви две сликички. Значи имам еден морков и еден зајак. И сега знаеме што? Знаеме дека Знаеме дека зајчињата јадат моркови. зајаците јадат, реченијата јадат моркови. Така. Еве. Зајакот јаде морков. Реченицата ќе биде зајакот јаде морков. И ова е правилна реченица. Вака треба да звучи една реченица. Да одиме понатаму? Може? Може да одиме, може јас да прочитам уште едно прашање. Може, повелете. Стигна прашање до мене. Поздрав детективу од Дијана и Мики. Прашањето е во кој временски период е најдобро да се вежба? Видете, најдобро е да се вежба наутро. Јас како детектив секогаш вежбам наутро, штом се разбудам, ги мијам рацете, јадам овошје и веднаш почнувам да вежбам. Мислам дека утринското вежбање е најдобро. Јас се служувам со детективот. И попрашајте ја и Лина нешто, само детективот го прашува. Еве има уште едно прашање, Лина. Дали не смееме да излегуваме ни во градината? Поздрав. Па доколку живеете во куќа, драги другарчиња, и имате убава градина, се разбира дека можете да излезете да се играте во градината, но да не правите забави, да не викате другарчиња, да не се собирате. Значи сите што сте домашните, тие ќе се играте во градината. Учителке, јас сакам уште реченици да составувам. Може да продолжиме? Може. Ајде, да видиме. Аха. Имам една санка и едно дете. Ајде да видиме која ќе биде реченицата од овие две зборчиња. Детето се санка. Точно е, Лина. Да провериме дали не е точно. Така Детето е. се санка. Така, браво. Оваа година немавме ни снег. И па добро, е од желбата, што Да, ни ама беше. следнава година ќе се санка. Така, така. Одиме следната. Ова е малку посложена реченица, значи составена е од 3 зборчиња, во кои што можеме да вметнеме уште некои, да речеме, малецки зборчиња. Имаме книга, дете, библиотека. Да видиме, Детето. детективо, можете ова вие да решите, Се разбира ова е дека сложена можам. реченица. Што ме сложена, тоа е случај за мене. Значи, книгата беше прочитана во библиотеката од детето. Не. Библиотеката на книгата Детето украде книга од библиотека. Не? не. Не, А, не. Детето Се крадат детето книгите. чита книга од библиотека. Зема книга од библиотека. Ајде да видиме.
Детето зема книга од библиотека. Така е. Уште еднашка. Да. Знаете, се случува и јас понекогаш да сгрешам. Така. И јас. Уште еднашка да напоменам, драги дечиња, дека речениците не треба да бидат предолги, како што тоа го направи детективот, туку треба да бидат пократки, јасни и разбирливи. Значи, детективо, ти си многу комплициран. Не, јас во мислите имав некој друг детективски случај за Дрво, решавање. есен, лист. Аха, да видиме. Реченица. Во листовите паѓаат од дрвјата во есен. Есен, може и така. Во есен паѓаат листови од дрвјата. Еве една правилна реченица, да. Можеме секогаш речениците да ги додадеме или да им одземеме. Значи, не значи дека Само ова што треба, ја... значи, да им додадеме и одземаме, но да направиме за да звучат појасно, така да звучат учителка? јасно и да можат децата или оној што те слуша убаво да ги разбере речениците. Затоа што ако не зборуваме јасно, како ќе не разберат? Никако. Одиме со следното. Можеме да одиме понатаму? Можеме. Девојче, играчки, полици. Девојчето ги растура играчките На од почетокот, да, Да. на почетокот. Девојчето ги врати играчките мести, на полицата. Ги реди, Ги реди, така. ги реди. Девојчето ги реди играчките на полицата. Така, еве. Ова се правилно формирани реченици. Млеко чинија маче. Мачето Имаме пие млеко. млеко од чинија. Да видиме. Мачето пие млеко од чинија. Браво, Лина. Навистина си ја совладала денешната задача. Мислам дека си подготвена и веќе ќе почнеш и да читаш. Нели? Да. Ама јас знам да читам, учител. Добро, браво. Браво за тебе. Секоја пофалба. Завршивме со овој дел од Завршивме часот? со овој дел од часот, да. Па добро, значи и што имаме сега ние детективо? Што вели твојата детективска интуиција? Па сега можеме да погледаме нешто, а? Да погледаме што имаме да Па не погледнеме. знам, можеме да видиме што ќе правиме понатаму, на пример. Да направиме една пауза и да се вратиме со третиот час. Може. Ајде да направиме една пауза и се враќаме со третиот час. Ајде.